Книгата «И јас ја сакам Македонија», која има за цел промоција на личности кои успеале со својот личен и професионален развој да дадат значителен придонес во развојот на македонското општество, денеска беше промовирана во Скопје. Книгата е издадена од Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал со поддршка од владата на Република Македонија. Ова е веста со која ги започнуваме урбаните вести. А во продолжение го гледаме кусиот преглед од настаните на денот. Акција подари книга за лица во социјален ризик и со ниски примања во реализација на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Македонска пошта. Ке се градат бензински пумпи, мотели и комерцијални објекти покрај автопатиштата. Се забрзуваат процедурите за издавање лиценци во угостителството и продажба на алкохолни пијалоци. Стартува проектот аудиокнига од домашни и светски автори. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Македонски пошти Гоце Боболински денеска ја презентира акцијата Подари книга. Целта е секој оној кој што има можност да подари книга, истата да ја достави во некој од филијалите на Македонски пошти, центрите за социјална работа или во детските градинки. Книгите ќе ги користат децата без родители и родителска грижа, згрижувачките семејства, семејства во социјален ризик, материјално необезбедените граѓани и сите оние кои не можат да си дозволат нова книга. Прилог на Томислав Атанасовски. Акцијата Подари книга денеска ја презентира министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Македонски пошти Гоце Боболински. Идејата на проектот е секој оној кој што има можност да подари книга, истата да ја достави во некој од филијалите на Македонски пошти, центрите за социјална работа или во детските градинки. Книгите кои ќе ги донираат граѓаните, фирмите и институциите ќе бидат ставени на располагање и во корист на децата без родители и родителска грижа, на згрижувачките семејства, на сите членови од семејствата во социјален ризик, на материјално необезбедени граѓани и сите оние кои што не можат да си дозволат нова книга. На моје големо задоволство денес го најавувам почетокот на акцијата Подари книга, проект кој е наменет за граѓаните во социјален ризик и за лицата со ниски примања. Основната идеја на проектот е секој оној кој што има можност да подари книга, истата да ја достави во некој од филијалите на Македонски пошти, центрите за социјална работа или детските градинки. Книгите кои ќе ги донираат граѓаните, фирмите и институциите ќе бидат ставени на располагање и во корист на децата без родители и родителска грижа, на згрижувачките семејства, на сите членови од семејствата во социјален ризик, на материјално необезбедените граѓани и на сите оние кои што не можат да си дозволат нови книги. Целосен список на донираните книги, кој редовно ќе се ажурира, ќе се објави на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Тој список ќе биде достапен на сите заинтересирани граѓани кои се евидентирани во системот на социјална и детска заштита, ако имаат потреба од одреден наслов. Овие лица ќе можат да се пријават како баратели на книги во 30 центри за социјална работа. Македонска пошта ќе се вклучи на начин што приемот на книгите ќе биде на сите шелтери на поштински работи единици на Македонска пошта на целата територија на Република Македонија. Македонска пошта ќе прави прием на овие книги. Истите ќе бидат евидентирани согласно координацијата што ќе биде направена од страна на службите на Министерството за социјална работа. Ќе бидат собирани во еден центар, од каде што подоцна ќе бидат доставувани на адреса на оние заинтересирани граѓани кои што ќе сакаат да добијат книга. Со тоа Македонска пошта ќе биде присутна во сите домови на оваа категорија на граѓани кои што не можат да се дозволат да набават книга, литература. Поради тоа ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да учествуваат во овој проект, да повелат на шелтерите на Македонска пошта и да дадат свој допринос за успешно спроведување на проектот. Задолжени лица во Министерството по претходно добиените податоци од центрите ќе вршат поврзување на донацијата со барателот кој има потреба од неа. Потоа Македонски пошти ќе вршат бесплатна достава на книгата до барателот.
Проектот представува надградување на проектот Се грижиме за топол дом, кој понатаму продолжува да се реализира и преку кој досега им се помогна на повеќе од 1600 семејства на кои им беше потребна помош со донации од мебел, бела техника и друга куќна опрема, бидејќи хуманоста нема едноставна дефиниција. Министерот Спасов апелираше до сите граѓани, но и правни лица да го збогатат овој проект со тоа што ќе земат учество во акцијата Подари книга. Владата започнува со реализација на проектот за изградба на 30 придружни објекти по автопатите, магистралните и регионалните патишта низ државата. Во првата фаза веќе се утврдени 9 локации за изградба на бензински пумпи, мотели и други придружни комерцијални објекти по 3 автопатишта кои се градат во државата. Од нив 2 се локации по автопатот од Кичево до Охрид во близина на селата Мислишево и Смилево. 3 се локации на потегот Демиркапија Смоквица во близина на местноста Миравци и Милетково и 4 локации по трасата на новиот автопат Скопје-Штип во близина на Свети Николе, Пеширово и Сопот. Се очекува процедурите за урбанистичко-планската документација да бидат готови до крајот на годинава или почетокот на идната. 9 локации ќе бидат понудени на продажба преку јавна електронска аукција. Со воспоставувањето на вакви содржини ќе се подигне квалитетот на транспортот и сообраќајот и отворање на нови можности за бизнис заедницата и инвестиции кои ќе придонесат за локален и економски развој. Во следниот период се очекува да бидат утврдени дополнителни локации за изградба на вакви објекти на автопатиштата и на магистралните и регионални патишта во државата. Министерството за економија воведува нови процедури со кои значително ќе се забрза издавањето лиценци за вршење угостителска дејност и за продажба на алкохолни пијалоци. Согласно процедурите се очекува двојно, односно тројно забрзување на постапката за издавање на лиценците. Од денеска Министерството за економија воведува процедури со кои двојно, односно тројно ќе се забрза постапката за издавање на лиценци за вршење угостителска дејност и продажба на алкохолни пијалоци. Доколку документацијата е целосна, постапката ќе се намали од 15 на 4 дена за добивање на лиценцата. Постапката ќе биде транспарентна и од денеска ќе може да се следи на веб страницата на Министерството и секој субјект да знае точно кога ќе добие лиценцата. Министерот за економија Беки Мнезири истакна дека забрзувањето на постапката е особено значајно од причина што околу 700 од лиценците за продажба на алкохол истекуваат во септември, а уште 900 до крајот на годинава. Исто така нагласи и дека новитет е што дневно ќе се ажурира веб страницата на Министерството за економија на која ќе има информации во делот на добивање лиценци и секој субјект ќе може да провери до каде е процедурата. Со донесувањето на овие правилници овозможуваме двојно, односно речиси тројно скратување на роковите. Ако се земе во предвид зголемениот обем на работата на овие деловни субјекти во летната сезона, овие правилници ќе значат забрзување на постапката и овозможување на непречено функционирање на угостителски објекти и трговци за алкохол согласно со законот. Секој субјект од денеска ќе може точно да знае кој ден ќе ја добие лиценцата или кој ден ќе биде одбиено поради некомплетирање на документите. Незири истакна дека по пристигнувањето на барањето од деловниот субјект поставен е рок од 3 дена за решавање на предметот, а потоа изготвената лиценца се носи на подпис и четвртиот ден му се врачува на подносителот. Во случај поднесената документација да не е комплетирана, деловниот субјект има рок од 3 дена да ја докомплетира, со што вкупниот рок за издавање или одбивање на лиценцата се зголемува на 7 дена. Доколку решението со кое ќе се уважи или одбие барањето не биде доставено во законскиот рок од 7 дена, подносителот на барањето има право во рок од 3 работни дена по истекот на тој рок да поднесе барање до архивата на Министерството за економија за донесување решение по поднесеното барање, а истовремено ќе се утврди одговорност поради што и од кои причини дошло до доцнењето. Тројка студио и издавачот Галерија 8 почнуваат со проектот аудиокниги од домашни и светски автори. Аудиокнигите се наменети за сите што немаат време да седнат и да ги прочитаат своите омилени автори, но посебно за слепите и слабовидни лица.
По терк на светските искуства делата ќе може да се слушаат во автомобил, при рекреација или за време на одмор и работа во домот. Издавачите велат дека создаваат импозантен аудиофонд на книги кои има за цел не само да ги задоволи основните и неопходни наслови, туку да биде во текст со светските домашни наслови и автори. Целта е светските текови и трендови на пишаниот збор да бидат достапни веднаш по објавувањето, преведувањето на македонски, на обично визуелно писмо. Проектот стартува со аудиоизданието "Идиотски приказни" на младата македонска авторка Ксенија Николова. Актерската изведба е на Гордана Ендровска и Анаста Становски. Конјаниците кои ќе учествуваат на предстојниот 36-ти Илинденски марш 2014 по повод празникот Илинден ги почнаа тренинзите на кејот на реката Вардар. На Илинденскиот марш 2014 што го организира Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче, Илинденски марш 1978, ќе учествуваат конјаници од различна возраст, од 15 до 60 години. Маршот ќе почне на 27 јули од општина Аеродром, а ќе заврши на 2 август во Крушево. Новина оваа година е тоа што на конјаниците од Скопје ќе им се придружат конјаници од Свети Николе, од Пигорскиот манастир близу Гостивар и пешадија од Охрид. Општина Аеродром традиционално ја поддржува оваа манифестација веќе неколку години и ќе продолжи натаму да ја негува традицијата, бидејќи како што се навидува, Илинденскиот марш е најголемата и најзначајна културна манифестација во Аеродром. Заврши асфалтирањето на 2150 метри квадратни пристапен пат и изведба на тротоари во округот на пречистителната станица во Ново село. Оваа постројка, како што истакнуваат од општината, а е втора по големина во Македонија, ќе ги прочистува фекалиите од населените места Волково, Кисела Јабука, Ново село и Стопански двор. Од општина Ѓорче Петров соопштуваат дека завршени се сите градежни работи за пречистителната станица во Ново село. Поставени се машините и турбините за прочистување на фекалниот отпад. Исто така најавуваат и дека следна активност која ќе биде преземена е поврзување на сите постројки поставени во објектот на електричната мрежа. Во домовите за ученици во основното и во средно образование и студентските домови во учебната 2013-2014 година се сместени 7488 ученици и студенти. Во однос на претходната учебна година тоа представува намалување за 7,9%. Според Државниот завод за статистика, во домовите за ученици кои посетуваат средни верски училишта се сместени 232 ученици. Со годишните извештаи на Државниот завод за статистика се опфатени 38 домови за ученици во основни и во средни училишта, за ученици во средните верски училишта и студентските домови. Одбојкарите на Македонија загубија од Црнагора и пропуштија финале со нашиот јужен сосед во Европската лига. Кошаркарите пак со победа над Австрија го започнаа турнирот во Охрид. Спортските вести се веднаш по рекламите.